После осамостојувањето на Република Македонија, обезбедувањето на државната граница го вршеше посебна гранична единица од Арама. Со оглед на европските аспирации на Република Македонија, беше потребно да се напушти дотогашниот систем на обезбедување на државната граница и да се примени европскиот систем за интегрирано гранично управување. За таа цел, во октомври 2003 година, владата на Република Македонија усвои национална стратегија за интегрирано гранично управување, која со имплементација започна од 7.5.2004 година. Во 2004 година, управувањето и безбедноста на границите од Арама во надлежност на МВР започна токму овде, од ова место, Кавадарци. Со тој предизвик, први во Република Македонија, пред точно 14 години, се соочија колегите од овој регионален центар за гранични работи Југ. Изминатите 14 години од формирањето на граничната полиција се потврда за нас дека се наоѓаме на вистинскиот пат кон изградба на современа и модерна полиција, чија што основна функција е заштита на основните човекови права и слободи, истовремено обезбедувајќи мирно и безбедно општество со силни демократски институции кои ќе обезбедат развој на претприемништвото и економскиот развој на државата. Наша цел е да создадеме и изградиме гранична полиција која ќе дејствува по принципите на современиот граничен менеджмент кој го практикуваат сите современи држави, а со кој се определува функцијата на граничната полиција. Накратко, граничната полиција работи на 3 столба и тоа. Првиот столб, кој се однесува на почитувањето на дигнитетот на секој човек со овозможување и обезбедување на услови за остварување на сите загарантирани човекови права и слободи. Вториот столб, кој се однесува на обезбедувањето на безбедни и сигурни граници, што го овозможуваме со оведување на нови методи во работењето, како и најсовремени технички средства за обезбедување на државната граница. И третиот столб се однесува на економскиот сегмент на граничниот менеджмент, што всушност значи правилно гранично управување и менаџирање на процесите, се создаваат услови за олеснување на економските текови, односно се овозможи побрз и полесен проток на стоки, добра и услуги, и на тој начин граничната полиција се идентификува како олеснувач и поттикнувач на економскиот развој на државата, односно граничната полиција го поттикнува легалниот, а го спречува нелегалниот бизнис. Како придобивка од работењето на граничната полиција е секако и добивањето на безвизниот режим за државјаните на Република Македонија во 2009 година, а со што јасно се гледа нашата определба кон Европската Унија. Во глобалната мигрантска криза, која не ја заобиколи Република Македонија, туку напротив, Република Македонија се користеше како транзит земја на така наречената Западна Балканска рута, овој регионален центар се соочуваше и се уште се соочува со еден голем предизвик да се зачува територијалниот интегритет, благосостојбата и безбедноста на граѓаните на Република Македонија и да се спречат сите можни последици и ризици кои со себе ги носи мигрантската криза. А при тоа да се почитуваат човековите права согласно меѓународните конвенции. Овие последици, за жал, сепак ги почувствуваа граѓаните на општините Гевгелија, Дојран и Демиркапија, каде извесен период владееше страв кај граѓаните од масовниот број на мигранти, како и од ризикот за ширење на определени заразни болести, епидемии и слично, кои се пропратен дел елемент на миграцијата. За надминување на оваа состојба, на 20 август 2015 година се прогласи кризна состојба на северната и јужна граница, а на 1 септември 2015 година се формира привремен транзитен центар во Гевгелија. Од почетокот на кризата до денес, низ Република Македонија транзитираа околу 800.000 мигранти. Со затварањето на Западно-Балканската рута, од почетокот на март 2016 година, Република Македонија не пропушта мигранти. Меѓутоа, ризикот по однос на мигрантската криза е сепак голем, бидејќи постои реална закана, односно присутни се голем број на мигранти во Република Турција и Грција. Освен во Гевгелијскиот и Дојранскиот регион, во изминатиот период беше откриена и легална рута на криумчарење на мигранти и во Кавдаречкиот регион, во селата кои гравитираат кон границата со Грција. Меѓутоа, оваа појава е елиминирана и е под контрола, бидејќи од страна на граничната полиција беше откриена групата која што ги криумчараше мигрантите од Република Грција преку Кавадарци кон северната граница. Почнувајќи од месец декември 2015 па до денес, Регионалниот центар за гранични работи Југ е секојдневно домаќин на странски полициски службеници од Полска, Чешка, Словенија, Унгарија, Австрија, Словенија, Хрватска и Србија, кои се распоредени во Гевгелијскиот, Дојранскиот и Битолскиот регион
и кои заедно со македонските гранични полицајци секојдневно се справуваат со ризиците и заканите од илегалната миграција. Странските полициски службеници изворно до земјите членки на Европската Унија ја пренесуваат пораката дека Република Македонија е првата земја која кажа стоп за мигрантите. Овој потек што го превзема Република Македонија е препознат во Европската Унија, односно Регионалниот центар за гранични работи Југ е директен промотор на Република Македонија на евроинтеграцијскиот пат во делот на безбедноста на границите. Не можеме, а да не потенцираме дека сите овие резултати и успеси се невозможни без вашата несебична поддршка и искрено се надеваме дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина. Во знак на благодарност на сите припадници на МВР им го честитам 7 мај денот на македонската полиција. Нека ни е честит 7 мај денот на македонската полиција. Ви благодарам.